Советот на јавни обвинители едногласно ја одби представката на Ленче Ристоска и не најде дека е нарушена незината самостојност од страна на премиерот Христијан Мицкоски, кој иако не го спомна името, во едно интервју употреби термин медиокритет со клиентелистичко политичка матрица. Според тричлената комисија која го разгледувала случајот, таквите термини наведени од Мицкоски можеле да се ценат како вредносни или критички, но не представувале повреда на професионалниот интегритет на обвинителот. Во предметните изјави премиерот не наведе ниту идентификува на било кој начин конкретен јавен обвинител, ниту овие изјави биле поврзани со конкретни предмети, поради што не може да се утврди реално влијание врз самостојноста на јавниот обвинител, ниту нејзиниот професионален интегритет. Председателот на Советот Башким Бесими, образложувајќи ја одлуката, вели дека со самото тоа што тој не ја спомнал со име, не може да се смета дека тој ја навредил неа. Самиот факт дека колешката Ленче во записникот имаше неконкретни ставови, значи имаше ставови од причини што од кога е почнато специјалното па до сега. Значи, заради тоа ние сметавме дека во конкретниот случај јавниот обвинител не му е загрозено. Иако според правилникот во вакви случаи кога има нејасноти и Советот има должност да побара став од премиерот, Башкими вели дека немало потреба од такво нешто. Согласно правилникот, ние кога сме во дилема као Совет барамо став на конкретно лице. Во конкретниот случај немавме потреба од тоа. Значи тоа во правилникот е прецизирано. Ристоска и преда ја поднесе представката, рече дека чувствува притисоци и навреди и достави до премиерот Мицкоски барање за јавно извинување, но не доби. Таа како обвинител ги води случаите Талир 1 и Талир 2 на поранешната СЈО, кои се однесуваат за незаконско финансирање и за партискиот имот на ВМРО-ДПМНЕ.